Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Богот на боговите, алилуја. Другарчиња, дали се сеќавате што учевме минатиот пат на часот во Веремалка? Да, се сеќаваме. Па зарем може да заборавиме такви прекрасни работи, за прекрасниот нашиот Господ Исус Христос и за прекрасната наша православна Христова вера? Секако дека не можеме да ги заборавиме сите овие работи кои им даваат смисла на нашите животи. Вие сигурно веќе знаете дека христијанството е живот, а жив е само оној кој има вера, оној кој има надеж и оној кој има љубов. Верата, надежта и љубовта се трите најголеми христијански добродетели. Ајде да повториме неколку убави мисли за нив и за Бога. Верата е зрак, Надежта е светло. љубовта е сончевиот круг. Љубовта во се верува, на се надева и никогаш не престанува. Бог е љубов. И оние кои се нарекуваат негови ученици, ќе се познаат по љубовта која имаат помеѓу себе. Бог е семилостив. Тој земе обличие на слуга и стана човек, за да му биде светлина на светот и за да го спаси. О, чудесно, живототворно, божествено православие. О, пресладок наш Христе! Најмили мои другарчиња, Да? дали чувствувате Чудото? како ни горат срцата, додека славословиме за Бога? Да, чувствуваме. Нашиот тројчен Бог ги стопи со својата божествена љубов. Другарчиња, Што е? Еве пристигнува и нашиот сакан веручител. Добар ден, деца мои. Добар ден, учителу! Седите, седите. О, види колку се радувам. А зошто, учителу? Затоа што, дечиња, гледам како вашите лица блескаат. Блескаат како несотворената Божја светлина да ви ги допрела срцата. Што значи, сигурно сте разговарале за возвишени работи? Да, учителу, се подсетивме на минатиот час, на кој Божјото Слово преку вашата уста стигна до нашите срца. Одлично. И ја разгоре во нив љубовта кон Бога. Одлично, дечиња мои. А, учителу, Да? може ли да продолжиме да пиеме од изворот на живата вода? Се разбира дека може. Да продолжиме да славословиме за Бога кој постои во нас, околу нас и во секое создание. Секако, најмили мои. Бог ја гледа вашата неизмерна љубов кон Него. И се повеќе и повеќе ви се открива. Тоа е всушност и нашата вера, откровение. Тој премудриот ќе ви открие дека вашите срца треба да ги украсите со чиста и непоколеблива вера, со божествена љубов и вечна надеж во Неговата милост. Но, учителу, Да? како да стигнеме до чиста и непоколеблива вера? Еве вака. Како прво, очистувајте ги срцата од страсти. Како второ, од лоши помисли. А трето, од лоши дела. А како најважно, служете му на Бога и славете го Бога и во добро и во зло. А учителу? Молим, Како да стекнеме божествена љубов? тоа е добро прашање. Само љубовта е она што со делење се умножува. Еве вака. Правете им го на другите она што сакате тие да ви го прават вам. И божествената љубов ќе се всели во вашите срца. А како секогаш да имаме надеж? Ако се здобиете со верата и љубовта, и надежта ќе биде гостин во вашите срца. Ќе имате надеж во Неговата милост.
и надеж за живот во идниот век. Учителу, Молим. повторно горат нашите срца. Да, горат. Затоа и се радувам, дечиња мои. Најважното не е видливо за очите. Само со срцето може да се види најважното. Само со срцето може да се види Бог. А вашите срца го гледаат Бога. И затоа горат од небесна љубов. Ама сте смешни. Слушате ли вие што зборувате, а? Секако да се слушаме, но учителу, што значи ова? Смирено, дечиња. Сега ќе видиме. Господине, ајде, објаснете ни што сакате да докажете. Со очите не можело да се види најважно. А не може. Ајде, покажете ми го тој ваш Бог. Па јас да поверувам во сите глупости што ги наслуша. Ама тоа не се глупости. Господине, да ве прашам нешто. Прашај. Зарем вие не верувате во постоењето на Бога? Не. Не верува. Така не верувам. Добро. Зарем не ги љубите вашите ближни? Па сега... А сега? Зарем не се надевате на живот вечен? Не. Јас верувам во постоење само на она што ќе го видам. Ајде, покажете ми го тој ваш Бог. Вашата вера, надеж и љубов. Па јас да поверувам во нив. Другачиња, па дали го слушнавте ова? Да, го слушнавме. И оно што го кажува Чичкото не е исто како оно што ни го кажува нашиот вероучител. Да, овој Чичко сака да му го покажеме нашиот Бог, за да поверува во него, да му ги покажеме верата, надежта и љубовта. Па да поверува и во нив. Па зошто се чудите? Луѓето често пати се збунуваат и не можат да поверуваат во нешто кои не се види за телесните очи. Право си. Ете, и јас почнав да се чувствувам некако збунето. Но зошто? Па како можеме да ги видиме верата, надежта, љубовта и Бог, кога тие навистина се невидливи? Да, невидливи се. Не се видливи за телесните очи, но стануваат видливи. Кога? Па, кога се однесуваме со почит кон родителите, кога ги посетуваме болните, кога ги храниме гладните и ги надлажуваме жедните, кога ги посетуваме затворениците и кога ги облекуваме на облечените. Да, во право си. Секогаш кога ќе направиме добро дело, ја сведочиме нашата вера, го сведочиме оној во кој веруваме, оној кој го любиме и оној на кој се надеваме. Но Бог никој и никогаш не го видел. Па, како да веруваме дека тој постои? Може би Чичкото е во право. Да, точно така. Бог никој и никогаш не го видел. Но блажени се тие кои не го виделе, а поверувале. И апостол Тома барал докази за својата вера. Тој верувал, но сакал да ги види и добре раните од клинците на раците Христови, раните од клинците на нозете Христови и да стави раката своја во раната на ребрата негови. Точно така. Сакајќи да го исполни барањето на Тома, Господ му се јавува на Тома и на останатите ученици. Во 8-миот ден по воскресението и го повикува Тома да ги допре неговите рани и да не биде неверен, туку верен. А Тома, гледајќи го воскреснатиот Христос и допирајќи ги неговите животодавни ребра, воскликнал: Господ мој и Бог мој. Зарем да се лутиме што некој сака да види за да поверува? Зарем нашиот Бог не сакал да ја врати изгубената овца во своето стадо? А таа ни солзи да му воскликне: Господ мој и Бог мој. Не, нема да се лутиме. Па и ние сакаме сите луѓе да поверуваат и да се спасат, наместо во темнина да зачекорат во светлина. А да го повикаме нашиот вероучител, тој сигурно ќе знае како да помогне. Да го повикаме. Учителу! Учителу! Што е дечиња мој? Учителу? Да? Ова е Чичкото. Ако не збуна со неговото кажување? Избуна? Да, не збуна. О, па колку ме разочарувате сега. Но зошто? Па затоа што сте толку маловерни. Зарем дозволувате ли еден неверник
да ве поколеба во вашата вера. Ама не, Само што? Добро, почекај. Господин, ќе бидете ли љубезен да дојдете со мене? Да, сега. Деца, дали го гледате овој човек? Да, го гледаме. Добро. Дали тој има раце? Има, како не, еве ги гледаме. Добро. Дали тој има нозе? Има, еве ги гледаме и нив. Дали има глава? Има и глава. А ги гледате ли очите на неговата глава? Да, ги гледаме. А носот? Го гледате ли носот на неговата глава? Да, и носот го гледаме. А ушите? Гледате ли ушите на неговата глава? Да, ги гледаме. Значи на главата има и уши. Има. Добро. Сега да ве прашам нешто. Дали го гледате мозокот во неговата глава? Не го гледаме. Значи? Значи по неговата теорија, она што не го гледаме не постои. Значи и неговиот мозок не постои. Ама чекајте. Значи, тоа што не го гледаме не постои. Како тоа? Знам дека имам мозок. Па и ние имаме Бог. Не се гледа, не значи дека не постои. Вие рековте дека верувате со она што го гледате. Постои и мојот мозок и вашиот Бог, односно мојот Бог. Ми го дал тој мозок. Неважното не може да се види со очите. Така е. Бог може да се види само со срцето. Само со мекнатото срце. Простете ми, најмили мои. Простено нека ти и од нас и од Бога. Од овој миг невидливиот Бог ќе биде постојан гостин и во моето срце. Сега знам и верувам дека тој се милостивиот. Изобилно ќе го дарува со вера, надеж и љубов. Најдраг наш учител, Да? вашата мудрост истоплува из каменетите срца. Тоа е словото, дечиња мој. Тоа е нашиот Господ, Исус Христос. О, Господи, името Ти е љубов. Не отфрлај на нас заблудените. О, Господи, името Ти е сила. Поснажи не, ќе сме изнемоштени и паѓаме. О, Господи, името Ти е светлост. Просветли ги нашите души, помрачени од животните страсти. О, Господи, името Ти е мир. Смири ги вознемирените души наши. О, Господи, името Ти е милост. Не престанувај никогаш да не милуваш. А сега, што успеавме да научиме денес? Успеавме да ја вратиме изгубена